Вистина, јас бев во ЈСП, во централата во автокоманда, по барање од главниот на контролорите. Имав средба со него и со одговорниот за односи со јавноста. Разговарав за непријатната случка што ми се има случајно од нивна страна, односно од контролорите. Демантирам било каква изјава немам подпишана во врска со тоа дека немало дискриминација врз мене. Напротив, имало, бидејќи самата случка од тоа што неофицијално дознав дека контролорите тие што ми побараа билет не беа ни на смена, туку беа тргнати на кај работа. Втора смена беа. Тоа што самото побарување од полн автобус само од мене билет, каде што им објаснив дека сум студент, имам годишен билет и од нивна страна тоа што дека они така сака и така постапија, мислам дека не да се работи за дискриминација, туку очигледно е тоа. Имам телесни повреди од страна на од едниот контролор кој физички ме нападна, применувал насилство врз мене, што ми извади насилно од автобусот, каде што потоа следи да ми го побара билетот и да се увери дека навистина имам годишен билет и така само, да кажам, идиотски ми го фрли на земја и каде што земав ја да го сликам билетот ми, да го покажам на полицијата како доказ, он ми рече дека не знам со кого имам работа и дека тоа нема да се важи како доказ, туку јас сам си го фрлив билетот. Имам и психички трауми и не само што ме нападна физички, туку и едноставно се плашам кога ќе се качам во автобус. Навреден и застрамен, бидејќи да те гледат само тебе без потреба нешто. Најавувам протест. Протестот би требало да биде утре од 4:30. Неофицијално е, треба да се пријави во полициска станица во автокоманда. Со протестот сакам да искажам барање дека не сум задоволен со одлуката со 20% дисциплинска казна на контролорите, туку сакам да искажам со протестот барање дека бараме да се отпуштат двајцата контролори, да се зголеми внатрешната контрола за контролорите и да се вработи да се работат односно роми како контролори. Тука сме како поддршка на нашиот пријател, нашиот другар, колега и соработник Сирхан, кого што впрочем го познаваме како доста позитивна личност и се ова што му се случи навистина не згрози сите нас. За волја на вистината, дента кога се случи тоа, заедно со Сирхан организиравме дводневна работилница, при што сите бевме изненадени кога вториот ден од работилницата Сирхан цел ден не се појави, всушност, а откако дознавме што навистина му се случи дента и низ што се помина Сирхан, навистина бевме сите вознемирени. Поентата, како што напомена и самиот Сирхан, целава оваа работа оди контра сите оние констатации на властите кои што упорно инсистираат на користење на јавниот превоз од страна на жителите на Скопје, посебно во услови на загаденост, но се поставува прашањето пак како да го користиме јавниот превоз кога сме сведоци на вакви трагични случаи и вистински е нарушена безбедноста на самите граѓани, од оние кои што треба да воспостават всушност ред во тие превозни средства. Како што напомена и Сирхан, едно од барањата ни е да се вработат роми како контролори во ЈСП, особено поради тоа што вкупно сега имаме само 5 вработени роми, потребно е да се вработат вкупно 60 дополнителни вработувања од страна на ромите, за да бидат ромите застапени и со тоа се надеваме дека нема да имаме во иднина вакви слични случаи како на Сирхан. Би сакале да изјавиме дека ваквиот случај на Сирхан Хусеин не е единствен случај, туку е еден меѓу многуте кој што влијае врз целата наша ромска заедница. Откако почна да се шири веста за настанот на Сирхан и откако почнавме да споделуваме по социјалните медиуми, почна да не контактираат и други лица не роми на кои што им се случило исто или слично. Ние сакаме да упатиме порака дека ќе реагираме и дека нема да толерираме ниту една
етничка, ниту расна, а ниту политичка дискриминација и дека оваа порака се однесува на широката јавност и на целото општество, затоа што секој еден во ова општество заслужува еднаков пристап и еднаква шанса. Ваквите случаеви само ја отежнуваат ситуацијата, кај што во овој пример беше Сирхан, утре може да биде и друг. Затоа ја користам оваа прилика да ве поканам на утрешниот протест кој ќе се организира пред централата во автокоманда ЈСП во 16:30 часот, каде што ги повикувам сите значи средношколци, студенти, невладини организации и сите кои што сакаат да бидат поддршка на Сирхан. Ваквите случувања не смеат да се случат и во иднина, пошто доколку се случи на Сирхан може да се случи и на секој граѓанин во оваа држава.